бајките феномени во културата? Бајката или волшебната приказна или сказната, како што кај нас се нарекува, е еден од праоблиците не само на книжевноста, туку на знаењето, на верувањето. Им припаѓа на оние првобитни или што се нарекуваат едноставни облици. Или, што е многу важно да се каже, на усноста. А усноста или кодот на усноста е јазикот на сите. И затоа ние, значи, како тој еден праоблик и формули на знаењето ги препознаваме, сите ги препознаваме. Уште е речено дека гори оган, околу седи племето, еден им раскажува приказна. Ги нарекуваме браќа, зашто сите слушаат иста приказна. Тоа истовремено кажува која е улогата на бајката. Значи, таа како јазик на сите и облик на знаењето на сите, истовремено ја има таа кохезиона сила на обединување на заедницата. Од таму нејзината важност и значење. Сега, до ден денес, усноста, кодот на усноста, зошто е најпријатен? Прво, тоа е јазик на акцијата, на придружувањето, на раскажување од типот и. Кој денеска го можеме во акционите жанрови да го препознаеме. Значи, јазик на акцијата, не на рефлексијата. После, кодот на усноста со повторувањето. Се едно дали како ритмички говор, или како ехо ефект, или како стални епитети. Значи, човекот ужива, тој се ритам, ужива во ритамот. Ужива исто така во препознавањето. Затоа е тоа еден од најпријатните облици. И затоа до денес се уште го имаме. Различни функции претпоставувам има низ историјата на културата. Точно, затоа се бајката одржува низ милениуми и векови. Граѓанските општества се создадени врз приказните. Во времето, значи, граѓанските општества го говориме за периодот на 19 век, крајот 18 и 19 и така натаму. Тогаш првпат е воведен предметот во Европа, што ќе рече и во светот, мајчин јазик и литература, како обврзен. Значи, и како задолжителни се внесени тие едноставни облици, басните и сказните, односно бајките. Зошто е тоа направено? Затоа што кога се создаваат од мали државички големи национални граѓански држави, потребно е тие луѓе на таа голема територија идентитетски да се обединат. Како? Преку приказните, она што го кажав на почетокот. Тие слушаат иста приказна, ги нарекуваме браќа. Граѓанското општество, значи овој период кога се создаваат национални држави, ги преформулира приказните во контекст на граѓанската идеологија или идентитет. Браќата Грим тоа го прават, Перо во Франција и така натаму. Можеби нашите приказни, Марко Цепенков, помалку, тие се усноста ја имаат задржано, помалку се со програма при запишувањето преработени. Значи, тоа е еден терзија кој запишува, ние имаме во таа смисла непроценливо богатство. Значи, секој ново доба, кога сака да прати нова порака, практично секогаш посегнува по сказните, затоа што во старо руво препознатливо, пријатно, за сите препознатливо праќа нова порака. Глобализацијата денес исто така ги користи за да ги спои културите или да ги направи заемно преводливи, заемно да се разбираат и најдалечните, тоа го прави преку митовите, кои се првиот сакрален облик на сказните, бајките или волшебните приказни, и ги преведува во романи. Имаме таква едиција, една која во 36 земји се преведува. Значи, како јазик на сите и препознатлив облик за сите, таа е најподатливиот облик во неа да се вчитаат новите вредности на денешното време. Бајките и популарната култура накратко? Истото. Значи, популарната култура, тие се дел од популарна култура. Популарна култура, значи, доаѓа од во основа ниска, не она висока елитна
Значи, едно преформулирање на некогашната диференцијација или разлика помеѓу висока елитна и како трагедија и комедија, да речем. Популарна, значи, бајката по својата природа е како јазик на сите и облик на сите е популарна култура. Таа е жар на сите. Сите го препознаваме и јазикот и структурата и во тие рамки таа исто така, значи, може да се преформулираат некои високи или елитни вредности да се преведат сега овде или да се критикуваат или да се користи, да се преформулира херојот на денешното време, нели? Оти сказните секогаш имаат еден јунак. Тоа си истите ликови, само во нова сценографија, нова иконографија и така натаму, можеби се забрзува ритмот на акцијата денеска.